Но прашање само помош. Комисијата ве обвинува дека сте директно одговорен за најниското рангирање на Transparency за нивото на корупција. Ваш коментар во однос на ова, дали чувствувате директна одговорност и ваш коментар за најавената интерпелација од страна на... Не, апсолутно Љупчо Николовски не е виновен за децениските проблеми кои што ги има државата, за работи кои што многу одамна сме требале да ги направиме. Ова е генерација на политичари, предводена од Зоран Заев, Оливер Спасовски, од целиот наш тим, направи крупни чекори за оваа земја. После 3 децении станавме членка на НАТО. Пред почеток на преговори со Европската Унија сме и токму затоа во оваа влада ставивме висок акцент и на реформите во судството и на борбата против корупцијата и криминалот. А ВМРО-ДПМНЕ и на централно и на околно ниво се символ на корупцијата и криминалот. Со огромен број на постапки, на кривични пријави, на обвиненија, на целото ова нереформирано ВМРО-ДПМНЕ, кое што го блокираше законот за јавно обвинителство, кое што се противеше на трансфер на предметите за криминал и корупција од специјалното јавно обвинителство во редовните обвинителства, партија која што ги блокираше сите процеси низ кои што требаше да тргне и да оди оваа земја. Затоа сме влезени силно, безкомпромисно, неселективно, токму во поставувањето на овие клучни приоритети. Да подсетам дека 3300 предмети се застарени во последните неколку години во нашите основни апелацијски и во сите судови. Токму таму е проблемот кој што го нотира и Transparency International, ако длабоко се анализира целокупната студија и целокупното истражување. Но ние ја прифаќаме реалноста и ние ја менуваме реалноста. Со секој нов случај, со секоја нова постапка, со секој нов однос кој што сите заедно ќе го изградиме, ќе ја враќаме довербата на граѓаните и наша во институциите, во системот и ќе го трансформираме, европеизираме нашето општество. Токму затоа на врвен приоритет во програмата за работа на владата, вклучително и во акција 21, со овие клучни цели за борба против криминалот, корупцијата и за реформите кои што треба да ги направиме во судството.